Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Пратениците од ВМРО ДПМН, наместо да шират лаги, дезинформации и паушално да обвинуваат, имаат уште една шанса да се приклучат на вистинската страна и конечно да дадат некаков придонес за нашето зачленување во НАТО. Ги повикуваме да го поддржат предлог законот за одбрана во кој се вградуваат принципите на колективна безбедност. Лицемерно е ВМРО ДПМН со денови да зборува за НАТО, а при тоа да не сака да ги поддржи законските решенија што овозможуваат имплементација на НАТО стандардите во одбраната и безбедност. Во тој контекст им порачувам на пратениците на ВМРО ДПМН да заборават на партискиот интерес, да престанат да ги кочат проектите што носат развој и напредок и да работат во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија. А во врска со обвинувањата дека во собранието се доставени голем број закони, сакам да нагласам дека голем дел од законите за кои што треба да дискутираме и да гласаме на седницата на 11 декември се усогласување со законот за прекршоци со кој се намалуваат казните за граѓаните. Поради расправата за буџетот за 2020 година и директниот телевизиски пренос, изминативе 2 недели во собранието не можеше да се одржуваат други пленарни седници. Од тие причини, голем дел од законите што се во второ читање, како и новите предлог закони, мораат да чекаат да бидат ставени на првата наредна пленарна седница, откако ќе заврши комисиската расправа за буџетот за наредната година. Истовремено, ние, како парламентарно мнозинство, имаме обврска и сме должни да ги усвоиме законите како дел од проектите што треба да ги реализираме, особено со почетокот на новата фискална година. Затоа, наместо опозицијата да го троши времето на паушални обвинувања и лаги, нека се сврти кон граѓаните и нека работи за нивно добро и нивна подобра иднина. Ви благодарам.